Цивил медија. Благодарам. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата и можноста да бидам дел од овој настан кој е особено важен во овој специфичен период за нашата држава. Во однос на прашањето дали на Република Северна Македонија е потребно нов модел, односно промена на изборниот систем, одлучив одговорот да го дадат политичките партии и стручната јавност, а јас ќе зборувам за изворите за корупција што се кријат во постојаната законска регулатива, која се однесува на работењето на политичките партии и финансирањето на изборните кампањи, како и можни решенија за нивно надминување. Со Законот за финансирање на политичките партии, Закон за партиските аналитичко-истражувачки центри и Изборниот законник се дефинирани начинот на обезбедување на потребните финансиски средства за тековно работење на политичките партии, начинот на нивното располагање и користење, како и обезбедување на потребните средства за финансирање на активностите на партиите за време на изборните кампањи. Законските решенија полека, но сигурно наведуваат на трајно финансирање со буџетски средства, а најголема корист имаат големите политички партии. Со Законот за финансирање на политичките партии, покрај приватните извори за финансирање како чланарини, донации и така натаму, предвидени се и јавните извори, односно буџетот, кој што оваа година со последните измени во законската регулатива се зголемени на 0,15% од вкупните изворни приходи на буџетот. Меѓутоа, нема да зборувам за начинот на финансирање и висината, бидејќи вие сите добро ги знаете сите нив, ќе се задржам на другите моменти во делот на законската регулатива. Законските решенија ги обврзуваат политичките партии на јавност, транспарентност во финансирањето, за да се овозможи целосен увид од страна на граѓанските и надлежниот орган за контрола на финансиско-материјалното работење. За таа цел, политичките партии се должни да објавуваат разни извештаи како од тековното работење, така и за изборните активности. Наведените извештаи се доставуваат до Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција, кои се должни да ги објават на своите веб страни, исто како што се должни и политичките партии. Исто така, со Законот за финансирање на политичките партии утврдено е дека надзор над финансиското и материјалното работење секоја година врши Државниот завод за ревизија, а со Изборниот законник контрола на изборните активности спроведуваат ДКСК, ДИК и ДЗР во делот повторно на финансиските извештаи. Може да се каже дека овие законски решенија со ваквиот начин на дефинирање на изворот на висината на средствата на финансирање на политичките партии и изборните кампањи, дефинираната транспарентност на работењето, како и контролата од институциите, постои основа за законитост во работењето на политичките партии. Но дали е навистина така? Средствата кои што партиите ги обезбедуваат како чланарина, иако навидум се мали, големите партии на годишно ниво остваруваат високи приходи. Можноста од злоупотреба на овие средства постои во време на изборни кампањи, кога партиите од своите редовни сметки ги трансферираат на трансакционите сметки за изборите. Појава е да вака пренесениот износ биде поголем во однос на приходите кои што партијата ги остварила на редовната сметка. Причина за ова се нетранспарентноста на податоците за членството, како и средствата кои што секој од нив ги плаќа во текот на годината. Впрочем, поради оваа ситуација, денес сме сведоци на судски процес за финансирање на политичка партија од незаконски извори. Висината на донациите е регулирана како со Законот за финансирање на политичките партии, така и со Изборниот законник, каде се утврдени соодветни вредности и висини. Простата математика говори дека ако физичко лице сака да донира во текот на изборен процес, ако го искористи максималниот износ на средства што може да го уплати во корист на политичка опција, ќе му бидат потребни околу ќе му бидат потребни околу 12.000 евра. А ако се работи за правно лице,
ќе му бидат потребни околу 30.000 евра. Дали ова мало богатство е доволно за да се откаже човек од него за корист на политичката партија? Како и да е, иако се ова максимални износи, сепак се очекува за секој уплатен денар или донација, логично е да се очекува лицата да добијат понатаму противуслуга, која што најчесто се испорачува како доделување на функција, директорски места, членство во управни и надзорни одбори, вработувања, тендери и на тој начин се поттикнува кругот на корупција. Што се однесува до финансирањето на изборните кампањи преку надомест на трошоци за медиумско представување и интернет рекламирање со буџетски средства, го слушнавме објаснувањето од господинот министер која беше причината за ваквиот начин на финансирање. Останува фактот дека на овој начин не е долгорочно одржлив. Податоците од финансиските извештаи на учесниците во изборната кампања за парламентарните избори 2016, локалните 2017, говорат дека се потрошени помалку пари за рекламирање во однос на председателските избори од 2019 година. Во обид да дојдам до финансиски извештаи за износот на средствата што секоја партија ги има потрошено по овој основ во председателските избори, пристапив до 7-8 веб страници на политички партии и само една од нив ги имаше објавено сите извештаи, како за редовното работење и добиените донации, така и од изборните кампањи. Толку е што се однесува до транспарентноста на политичките партии. Ако се има предвид фактот што ДЗР со години наназад укажува на неусогласеност на податоците што радиодифузерите ги прикажуваат во своите извештаи за потрошениот рекламен простор искористен од секој од учесниците во изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по таа основа во однос на податоците од следењето на изборното медиумско представување од страна на Агенцијата за аудио и аудио-видуелни медиумски услуги, медиумите секогаш прикажуваат поголема минутажа во однос на агенцијата. Се поставува прашањето, на кој начин беше планирано да се постигне рационално користење на буџетските средства, кога контролата и исплатата на овие надоместоци токму во предвечерието на изборите беше доделено како надлежност на Државната изборна комисија, без при тоа да се земат во предвид нивните можности, дали имат човечки капацитети, знаења и искуство во услови кога не постои никаква методологија или друг подзаконски акт кој ќе го реши овој проблем. Во однос на контролата на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи, вклучени се 3 многу важни институции: Државната комисија за спречување на корупција, Државниот завод за ревизија и Државната изборна комисија, без при тоа да се има јасно во предвид нивните надлежности и мандати. На кој начин и со кои капацитети ДИК и ДКСК ќе вршат проверка на финансиските извештаи од изборните кампањи кога не располагаат со соодветни капацитети? На кој начин ДКСК ќе прокренува прекршочни постапки за неподнесени финансиски извештаи во изборната кампања, кога во изборниот закон не се предвидени прекршочни санкции за непочитување на оваа одредба? Кој е ефектот од вршење ревизија од ДЗР на финансиските извештаи на учесниците во изборната кампања за локални избори 10 месеци по нивно завршување? На кој начин ќе се повратат средствата доколку се утврдат незаконитости во делот на исплатените средства за медиумско политичко представување? Се наметнува прашањето, дали вака решениот начин на контрола е со цел да нема контрола воопшто? Државната комисија за спречување на корупција, согласно надлежностите доделени со новиот закон за спречување на корупција и судени интереси, има обврска да го следи финансирањето на политичките партии и финансирањето на изборните кампањи. Ова говори дека со доделувањето на овие надлежности на ДКСК препознаено е дека во работењето на политичките партии во изборните кампањи постои корупција. Каде е тука улогата на ДКСК? Се очекува од страна на ДКСК во ОД и секојдневно да препознае коруптивни елементи како при финансирање на политичките партии, така и при финансирањето на изборните кампањи и за тоа да преземе соодветни чекори и мерки.
ДКСК со стратешкиот план за наредните 3 години и со буџетските барања за следната година има планирано и предвидено зголемување на бројот на човечките ресурси и на финансиските средства за развивање на соодветен софтвер, кој ќе овозможи поврзување и следење на трансакциите на партиите со изворите од каде донациите и другите приливи доаѓаат со можност за нивно потврдување. Но за да се реализира ова, потребно е да се извршат измени или да се вградат во новите законски регулативи, со што ќе се овозможи пристап на комисијата до сметките на партиите и до сметките на учесниците во изборните кампањи, пристап кој што со новиот закон за спречување на корупција и судирни интереси на Државната комисија веќе се обезбеди пристап до бази на податоци од 17 други институции. Затоа ве повикувам сите вас, како активни учесници и ченители во општествениот живот, да поднесете одговорноста, не само декларативно, туку со дела да докажете дека сите сме на борбената линија против корупцијата и да дадете поддршка на Државната комисија во насока на остварување на своите надлежности. Истовремено ве повикувам да воспоставите инклузивност на процесот на носење и менување на законските решенија на начин што ќе го ослободите процесот од собственост на политичките партии и во подготовката и изработката на нови законски решенија или нивни измени ќе овозможите учество на сите заинтересирани страни, а пред се на ДИК, ДКСК и ДЗР како директно вклучени страни во спроведувањето на овие законски регулативи, активно да се вклучат со своето знаење, стручност и искуство. Само на таков начин можни се предвижување на состојбите кон подобро. Ви благодарам. Цивил медија